прва вела дека го виде воскресенатиот Господ мајката негова. После го видоа жените мироносици. Не е запишано во Евангелијата дека прва го виде мајката негова, но за жените мироносици запишано е. И после Господ вечерта, значи на воскресението, како во недела навечер, бидејќи воскресан сабајлето, им се покажа на сите апостоли кои беа собрани во горната соба. Од една страна исплашени, од друга страна не знаејќи за воскреснатиот, односно некои од нив слушнаа, меѓутоа никој не го видел воскресението Господово. И тој Христос, значи, се појави низ влезе низ заклучена врата, ама меѓу апостолите тогаш не беше само апостолот Тома. И кога му кажа дека Христос им се појави, тој побара материјален доказ. Затоа вели да го ставам прстот во раните негови, значи за да се увери дека тој е истиот Христос што ги претрпе раните, да ставам раката, шаката во ребрата негови, тогаш дури ќе поверувам. Не е чудно и не е исто неверието како што го зборувавме претходно, она неверие кое сакаа да го наметнат комунистите. Тоа неверие од комунистите е лудост голема дека нема Бог, сака да го убедат народот. Ова неверие кај апостол Тома се вика блажено неверие. Која е разликата? Што има разлика меѓу едното неверие и другото неверие? Голема разлика има, браќи и сестри. Затоа што апостол Тома стигна најдалеку во мисијата да го проповеда Христа. Денеска Малабарска црква постои, која е до Халкидонска, сега на погребот на папата Фрањо беа представници од таа Малабарска црква, во Индија се наоѓа. И дури до таму, и вели апостол Тома, добро, ќе им кажувам за Христа, ќе им кажувам дека тој е распнат, ќе им кажувам дека воскресна од мртвите. Ма кој ќе ме прашаат, го виде ти? Што ќе им кажам на тие луѓе? Не го видел. Затоа побара апостол Тома да го види, за неговата мисија да биде поуспешна многократно отколку што би била ако не го види. А каква сатисфакција добива човек кога нешто со очи гледа, зашто највпечатливо сетило на луѓето е окото. Друго е да слушнеш, и да слушнеш е впечатливо, ама не е толку колку окото. Друго е да видиш нешто. Тоа го побара апостол Тома да го види воскреснатиот Христос. А Христос му вели блажени се тие што не виделе, а поверувале. Тоа сме ние кои живееме не само во оваа генерација, генерациите од после воскресението. Затоа што немале можност да го видат воскреснатиот Христос. А ретки се тие примери, многу ретки, да речам, каде Господ им се покажува на луѓето. Не сака да ги насилствува со тоа и да ги принудува. Каква вера? Ако јас го видам Господа и велам не верувам уште во тоа. Па треба да сум малку луд. Извинете што така велам. Значи, да не направи да бидеме во ситуација на лудаци, ако не сакаме да веруваме, Господ не се покажува.
се покажа на апостол Тома и му го рече тоа за сите генерации важи. Блажени се тие што не виделе и поверувале. И во тоа се состои верата. Верата не е во тоа да видиш. Ако видиш нешто, што е вера веќе? Тоа е знаење. Сигурен си, се убедуваш, доказ си даваш за тоа. Ама ако не видиш, а поверуваш, тога има сила таквата вера. Тоа му го вели Господ Христос на апостол Тома. И тоа е важно и до ден денешен да имаме вера, значи првично да веруваме во воскресението Христово. Сега сме во период на воскресението, се уште 40 дена и службата, како гледате, и почнува со Христос воскресе, зашто е тоа најважниот рефрен кој можеме да го повторуваме во животот. Христос воскресе. Тоа ни го осмислува и нашиот живот, и нашето поведение, и нашата смисла. Конечно, ако нема воскресение, тешко ќе му биде на овој човек. Не е тешко, малку е, да речам тешко, ќе му биде безсмислено се. Но фала му на Бога што има воскресение. Фала му, велам, на Бога, затоа што после жртвата негова дојде воскресението. Некој да се жртвува за мене, за тебе, за апостол Тома, за било кој од нас што сме створени и живееме овде на земјата. И тоа да се жртвува не еднаш, туку еднаш за секогаш, а тоа значи дека ако има потреба, посебно за мене ќе се жртвува, посебно за апостол Тома, посебно за секој од вас. Тоа е љубовта Христова која не задолжува, браќи и сестри, не прави да бидеме должници стално. Зашто не можеме да возвратиме на таквата љубов, можеме ние да речеме ајде ќе се жртвуваме, дури и да можеме ќе се жртвуваме, меѓутоа немаме сила да воскреснеме самите. Има сила да воскресне само Господ. И тој може да не воскресне и нас. Тоа е нашата вера. Затоа имаме вера во Господа. А свети апостол Тома стигна најдалеку, значи апостол Петар отиде до Рим, апостол Павле отиде до Рим, тие пострада таму. А колку е далеку Индија? Александар Велики не стигна до Индија во походот, а свети апостол Тома стигна да проповеда таму и да организира црква која постои до денешен ден. Мала е вистина, ама постои таа како црква. Тоа е верата на свети апостол Тома и никој нека не каже дека е неверен апостол Тома. Ако велиме неверен Тома, не е неверен во смисла на неверието дека нема Бога, дека туку сака да се увери неговата вера. И тоа не е грешно. И ние бараме докази, многу докази за верата. Дури изрели да сме во нашата вера, велиме Господи, покажи ми уште ова, покажи ми уште друго, трето. А што значи тоа, освен доказ за верата? Господ да ни даде, браќа и сестри, докази од таков начин да можеме и ние да ги представуваме тие докази на другите. Докази не во смисла што врзуваат, зашто доказите најчесто го врзуваат човека. Не може да речи не се такви работите,
Во науката земете. Зошто обврзувачка науката? Затоа што има тако вид на наметливи докази. Ама Господ не ни се јавува со наметливи докази, токму за да не наруши нашата слобода. Ете тој Господ, браќа и сестри, кој воскресна од мртвите, кој му се јави на апостол Тома, да биде со сите вас. Тој да ве чува, да ве храни во сите дни на вашиот живот.